Добар ден, разговараме со Анча Николова Туфекчиева, председател на Сдруженијето на лица со Даунов синдром Вера од Струмица и мајка на дете со Даунов синдром. Госпоѓо Туфекчиева, добар ден. Кажете ми на самиот почеток дали вие како родител на дете со Даунов синдром лесно се справувате со овој, ако можеме да го наречеме, проблем? На самиот почеток многу јасно дека со самото дознавање на дијагнозата се уриваат сите идеали кои што секоја мајка ги сонува за своето дете. Меѓутоа, потоа се поставува прашањето од каде да почнеш да му помогнеш на тоа дете, затоа што навистина му треба помош од најрана возраст. Така се случи и со нас, од кога се соочивме со дијагнозата. Решивме да побараме помош во скопските клиники за да видиме каде и може да, на кој начин може да се помогне, затоа што за прв пат се соочивме со една дијагноза која што не ни знаевме дека се случува од самото раѓање. Значи, Дауновиот синдром, да кажеме за сите дека е состојба, значи не е болест, која што лицата со Даунов се раѓаат со триплиран 21-виот хромозом, го имаат 3 пати во секоја своја клетка и тоа значи не е болест, тоа е состојба во која што се наоѓа организмот. Многу е тешко, затоа што мораш прво сам со себе да си кажеш дека мораш да му помогнеш на детето. Самото име дете со посебни потреби значи посебен третман и посебни услови за живот. Меѓутоа, за тоа сме родители, мора да се избориме за неговите права, да биде рамноправно како сите, како мене и тебе во општество и да ги ужива правата на инклузија, на образование, на социјален живот и еден ден да се вработи како и сите други и да живее самостојно кога нас ке не нема. Еве, кога и сами спомнавте за правата на лицата со Даунов синдром, сметате ли дека кај нас доволно се почитуваат овие права, односно дали лицата со Даунов синдром ги уживаат сите потребни права? Сите права за сите лица постојат на хартија, меѓутоа во праксата покажува друго. Се соочуваме со многу проблеми во одделот на здравство, во одделот на социјална грижа, каде по неколку месеци по обнова на документи чекаме за продолжување на правото на посебен додаток. Чекаме за едни обични потврди од ортопедски помагала. Значи, можам да кажам дека моментално не ни се правата како што се на хартија. Значи, тоа мора ние родителите да се избориме на некој начин да нашите деца да ги уживаат правата. Значи, не може една дијагноза на дете која што веќе е утврдена од 6 доктори секоја година, на почетокот на годината да се обновуваат документите, а за истата дијагноза немаме рекатегоризација, значи да чекаме по 3-4 месеца да се продолжи правото на посебен додаток. Тоа дај Боже да се смени, меѓутоа не се мени ништо во дијагнозата и мислам дека зошто државата тука не кочи, ни го стопира посебниот додаток и после 4 месеца пак ни ги дават за сите 4 месеца, меѓутоа што ќе правиме ние за тие 4 месеца? Каков е случајот во Македонија? Сметате ли дека кај нас лесно се прифатени овие лица? Па како што минат годините, мислам дека се повеќе и повеќе, затоа што родителите се здружуваме во одредени здруженија на секаде во Македонија и ја подигаме таа јавна свест за прифаќање на овие лица. Мислам дека секоја година се повеќе и повеќе, дури и многу убави примери имаме моментално и вие сте сведоци на еден Цако и на една Нина. Значи, Цако е дете со Даун кој што студира на педагошки факултет, Нина е девојка со Даун кој што работи во фармацевтска аптека. Во последните недели актуелно беше видеото на УНИЦЕФ кој што беше посветено на Нина и нејзината работа. Тоа на нас, родителите, ни дава една посебна надеж дека нашите деца ќе бидат и успешни како овие два примера. И мислам дека веќе не е како што е било порано, барем на некој начин ги срушивме тие стереотипи. Госпоѓо Туфекчиева, вие сте председател на Сдруженијето на лица со Даунов синдром Вера од Струмица. Кажете ми од кога е формирано друштвото, како функционира на нашата територија и еве доколку знаете колку членови функционираат во ова друштво? Ето е регистрирано од 2009 година, нема официјални податоци мислам нема официјална членска карта, секој што сака може доброволно да ни се придружи во работата и во нашата јасна цел на здруженијето, а тоа е да ја подигнеме јавната свест за прифаќање на овие лица.
Во последните години, значи од 2009 па наваму, секоја година ги одбележуваме Светскиот ден на лицата со Даун 21 март, 3 декември денот на лицата со хендикеп. Помагаме и во свеста за прифаќање на лицата со аутизам на 2 април. Соработуваме со многу граѓански здруженија од Струмица и од Македонија. Мрежно работиме на повеќе проекти и мислам дека засега се гради една добра мрежа меѓу здруженијата во Македонија. Ако не друго, барем се решаваат некои проблеми во областа на здравство. Си кажуваме примери кој како бил, како на кој начин треба да се реши проблемот. Значи, родителите стварно во Македонија во моментов се една убава сила и мислам дека ќе направиме нешто, ако не друго, барем нашите деца да ги уживаат своите права. Утре е 21 март, Светскиот ден на лицата со Даунов синдром. Кажете ми зошто токму 21 март е одбран за тој ден и вие како здружение, односно како претседател на здружението на лицата со Даунов синдром, на кој начин ќе го одбележите во Струмица? Значи, 21 март е земен како символичен ден, затоа што лицата родени со Даун го имаат триплирано 21-иот хромозом, како што кажав, и веќе 12 години, мислам, поред се одбележува Светскиот ден на лицата со Даун насекаде во светот. Тоа е ден кога се слави различноста, се приваќаат различностите кај лицата, значи на некој начин убав, да видиме дека и тие различности се убави. Нашето здружение во изминативе години секоја година го одбележува на некој начин со помали или поголеми дружења. Оваа година за прв пат ќе имаме малку поголемо дружење и тоа тука на плоштадот во Струмица. Побаравме помош од граѓанската иницијатива Мрдни со прст, кои што помагаат на вакви здруженија во организирање и одбележување на некои дати. Тие несебично ни рекоа дека ќе ни помогнат и освен некои наши помали организирање што имавме, поголемата организација падна на нив. Утре тука на плоштадот ќе има една убава бина со диџеј Тони Зен, ќе има пантомимичари, кловнови, ќе има луѓе кои што ќе ги цртаат децата на лицето, face painting, дури ќе има и човек кој што ќе оди на дрвени нозе. И мислам дека утрешниот ден, ако некој го слави како ден на пролета, ние ќе го славиме како ден на различноста и ќе испратиме една убава порака сите да ја прифатат различноста, затоа што различноста е стварно и навистина многу убава. И за крај, госпоѓо Туфекчиева, кажете ми што би им препорачале општо на сите граѓани и на родителите на деца со Даунов синдром? Да ги сакаат, да ги чувствуваат и да не ги кријат дома. Значи, како што јас се борам, сите да се борат, значи да бидат активно вклучени во социјалниот, во образовниот и во секоја сфера на животот, затоа што вреди овие лица, па и сите лица со посебни потреби да бидат еднакви членови на оваа општество, да ги уживаат своите права исто како нас. Благодарам.